Започнува вториот дел од емисијата Утринско будење, а со тоа и денешниот разговор. Наш гостин утрово е Ивица Јовановски, поранешен спортист и моментално спортски работник, со кој ќе разговараме повеќе околу неговата кариера, но и со моменталната состојба на спортот во Тетово. Добро утро и добре дојдовте во нашата емисија. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на Утро телевизија. Најпрво да почнеме од почетокот. Како започнавте, со кој спорт, на која возраст? Па вака тоа беше многу одамна, значи на возраст од 10 години. Брат ми беше постар 2 години од мене, Кохи Јовановски, сигурно љубителите на спортот и фудбалот, поготово навивачите на Тетекс се сеќаваат на него. Значи он прв почна да се бави со фудбал во пионерската конкуренција школа на Тетекс. И после ја по него, ајде да ме земеш и мене на стадион. Отидов, тренер ни беше, постарите љубители на фудбалот ќе се седат, Марко Илиевски, легендата, еден од најголемите ентузијасти, спортски работници во Тетово. Таму почнав во пионерите на Тетекс. Значи таму тренирав еден извесен период. Брат ми беше доста поупорен, доста попрофесионален на почетокот. Он остана, ја откажав, па пак после се вратив од старото игралиште на Тетекс. Се префрли школата кај Аравати Баба Теќи, има игралиште кај поранешниот поправителен дом. Значи, таму имаше подобри услови, подобри игралиште и таму трениравме. Меѓутоа, после ми беше тренер Гаге Митрески, исто покоен, исто голем спортски работник. Таму исто се тренираше, значи 3-4 пати во неделата. Од прилика тоа беа почетоците мои во фудбалот и пак повторно прекин, за разлика од брат ми, ќе се повторам, кај што беше доста упорен, доста по-професионален од мене на почетокот на кариерата. И пак престанав да играм фудбал, престанав да тренирам. И после почнав полека и кошарка да играм. Освен фудбалот, нели во други спортови, баш тоа сакав да ве прашам, сте се пронашли во други спортови, ајде за секој од нив да разговараме детално, па потоа за фудбалот како нели ваш главен спорт, најголема љубов. Да, како што веќе спомнав, значи спортот полека навлегуваше во мене, значи се роди една љубов према спортот. Така да јас све што гледав на телевизија, све што гледав, тогаш во Тетово се играше и врвна одбојка, се играше доста добра кошарка. Квалитетот на тие спортови во градот Тетово беше на високо ниво, како и сите спортови во тогашната Југославија. Значи, квалитетни надпреварувања, квалитетни надпревари, секојдневно беа прикажувани на телевизија. Значи, на спортот му се даваше една голема важност во тој систем. За разлика од сега, кај што и маркетиншки многу слабо се прати, зборувам за спортот во Македонија, за спортот во градот Тетово. Порано имаше значај, имаше тежина. Тие што беа спортисти беа идоли на младите. Ето им било и мотив да се градат така како врвни спортисти, нели сега нема мотивација, мислам дека тоа е најголемиот проблем. Апсолутно така е, се сложувам со вас. Така да се навратим на муабетот, почнав да играм кошарка, почнав да играм фудбал, меѓутоа не во школите, туку така, со другари во гимназијата Кирил Пејчиновиќ, тука во близина е мојата куќа. Значи, ја од Сабајле, кој ќе искочев од дома, топката, во рака, баскетот или фудбалот, и цел ден сум доаѓал дома само да јадем и пак назад, ова зборувам кога беше распуст, пошто, нели, учевме школа. И така се роди една љубов кај мене, спортот навлезе во мене и полека, како што раснев, така се појавуваше и талентот, што не беше случај на почетокот.
Значи, од тој баскет, да речем, еве конкретно, ме виде професорот Томе. Сега има школа за кошарка, ќе ми извини презимето, не знам како му е. Сите го знаат во тетово Томе, што работи со децава кошарка, баскет. Има, значи, ден денеска школа. И ме видел, ме приметил таму во гимназија како играм кошарка. И ме викна, вика, детенце, дојди, а ја веќе тогаш имав 16-17 години. Може, сега не можем да се сетим точно, али околу 16, да речем. Вика, дали тренираш ти кошарка? Те гледам, вика, секој ден овде. Па викам, не. А вика да дојдеш во Партизан, има тетекс младинците, тренираат секој ден, да дојдеш, ако имаш желба, да се приклучиш. Во младинската екипа на тетекс, тогаш беше тренер Александар Бачовски Каме. Сите го познават како Каме. Значи, дојдов, на првиот тренинг ме пуштија, влегов таму, покажав што знаем, одма зеде, ме регистрираше, зедов тоа сликичиња што треба, се регистрирав, во саботата прв надпревар, значи доаѓам во вторник на тренинг, во саботата прва официјален надпревар во Кавадарци со Тиквеш. Дали имавте трема? Тоа би бил прв надпревар. Многу брзо дојде за мене тоа. Значи, ја ви кажав на почетокот, тренирав фудбал, прекинуев, пак ќе се вратев. Добро, тоа може да им се препише на годините, нели? Веројатно, сега истото го прават сигурно и децава, што се помлади, значи, ако им се погоди друштвото или многу фактори зависат за детето да биде континуирано тука каде што е. И сега ме прашувате дали имаше трема. Па цела ноќ не спиев тогаш од возбуда, све дојде некако брзо, ќе играм сега надпревар. Знаеш, соне на секое дете тоа. И со автобус, со екипата, со таму отидовме во Кавадарци, загревање едно друго, судие, знаеш, интересно. Сето тоа ново, интересно. И ете сега, да не биде нескромно од моја страна, на првиот надпревар постигнав над 30 поени и победивме у среде Кавадарци. Тоа им беше првата победа на тетекс. Се погоди, ете, сасвим случајно, може би противникот беше послаб, меѓутоа до тогаш тетекс немаше победено неколку надпревари, првата победа и толку ја прославивме искрено на, знаеш, на враќањето во автобусот беше со песна, сите весели, среќни и така почнав да тренирам кошарка. Многу ве мотивирало и првиот надпревар, првата победа? Може би, не, сепак битен фактор. Битен фактор да имаш таков еден почеток, знаеш, добијаш повеќе мотив за тренинг и така влегов во кошарката. Во кошарката одма, значи после тие неколку надпревари, ме префрлија во првата екипа и тренер беше Чаве, значи Славчо Марковски, Чаве, сите го познаваат него, како е една од легендите во градот Тетово што се однесува до кошарката, и Паланка. Сега Мирослав. Паланка му е надимак, сите го знаат кој е Паланка во Тетово. И така почнав да играм кошарка. Во меѓувреме играв, значи фудбал од него откажав никако, мал фудбал со другарите, и таму добив понуда да играм. Ме викна у едно село, Вардарски, од село Ротинце. Тогаш функционираше општинската лига на Тетово, имаше, секое село имаше своја екипа, да. Значи од Жилче, од Теарце, од Брвеница, од Јагуновце. Ете, мене ме поканија да играм таму, да им помогнем, вика, и ќе доаѓаш само на надпревари. И отидов таму, се погоди, секој такмица гол, секој такмица гол. Одма бев забележен од фудбалскиот клуб Љуботен, кој се надпреваруваше во Македонската фудбалска лига, тогашната, многу јака, од председникот на клубот Томе Манојловски, покоен, значи поранешен фудбалски судија, кој судел прва лига југословенска, кој им судел на Звезда, на Партизан, на Динамо.
ме повикаја, дали вика сакаш да играш фудбал во Љуботен. Ја, како што ви кажав, во тоа време сакав да фатим све. Све што е поврзано со спорт, ја сакав да го имам, да го играм. И така и беше. Без многу двоумење, иако се бавев со кошарка, ја прифатив понудата на фудбалскиот клуб Љуботен. Почнав да тренирам и фудбал. И замислете, паралелно дојде време да играм и кошарка и фудбал. Дали беше напорно тоа? Напорно беше, меѓутоа ја тоа не го осеќав. Ја, како што ви кажав, бев заљубен во спорта. Значи, толку бев инспириран од тоа што го играв, што го тренирав, што на вистина предизвикуваше кај мене една среќа, тоа кој е човек среќен, значи не му треба ништо. Така. Ако имаш среќа во животот, не ти треба ништо, што сакаш поиќе. Тоа е најважно. Такво можеби и беше времето, за разлика од сега, кај што многу работи се променија во негативна насока. Меѓутоа, тогаш, како што реков, идев на тренинг и на кошарка, идев на тренинг и на фудбал. Таму, за моја среќа, прв тренер во фудбалскиот клуб Љуботен ми беше Спирко Маринковски. Еден од најдобрите тренери во Тетово. Значи, од него научив многу работи. Општо, значи ми даде некој правец во животот, со неговите совети, со неговата метода на работа, што многумина во градот не ја поддржавам, меѓутоа кажувам собствено мислење за него како тренер и како човек. Значи, јас сум му многу захвален на него, како после мојата кариера фудбалска се одвиваше, значи голем придонес даде он. После Љуботен, значи прва сезона, дадов исто 16-17 гола во првата екипа на Љуботен и одма, после за една година, добив покана од фудбалскиот клуб Тетекс, кој во тоа време играше во втората Југославенска лига, многу пореномиран клуб, многу по-голем ранг на такмичење и секако тоа беше предизвик за мене за одма да го прифатим тоа и отидов после во фудбалскиот клуб Тетекс. Останавте во Тетекс до крајот на кариерата? Па вака се, значи во Тетекс се задржав најголем дел од кариерата. Значи во Тетекс ги потрошив најубавите години од мојот живот. Таму полека како што одеше времето, така се развиваше и мојата кариера. Значи, со многу енергија, со многу вложен труд, за разлика од почетоците, кај што ви кажав дека не ми беа професионални, после станав, значи, вистински професионалец, немаше шанса да пропуштам тренинг или да задоцнам на тренинг и полека стигнав до статус на капитен, значи имав привилегија да играм со такви имиња како што се Стоимир Урошевиќ, еден Јове Божиновски, еден Борче Мирчевски, еден Жарко Серафимовски, Зоран Штериовски, Скендер Јонузи, значи нека не ми замерат некои што не ги спомнав, значи бев капитен на една генерација на Цоле Урошевиќ, на Јове, за мене и ден денеска тоа е голема работа. Значи, љубителите на фудбал сигурно знаат за што зборим и веројатно тоа дојде како плод на мојот ангажман, на мојата амбиција во клубот, на мојот однос према колегите, према тренерите. Исто ќе ги спомнам тука како заслужни за мојата кариера Мирослав Јаковлевиќ, Стеве Заковски, кој ме назначи за капитен, Бошко Блажевски со неговите совети и ред други тренери. Кој ви беше најголем успех со Тетекс? Па со Тетекс, видите, тогаш во тоа време Тетекс, комбинатот Тетекс беше спонзор еден и единствен на фудбалскиот клуб. Значи, од друга страна, Тетекс немаше прилив на средства, финансиски. И имаше некоја стратегија, комбинатот,
да не влегува во првата лига. А имавме многу квалитетен тим, би ги споменав Така. пред малку со играчите. И све бевмо у втора лига, нешто второ, трето, прво место никако. Глигорија Гоговски кажал, не може, не ни треба допунски средства, доста е втора лига. Тоа беше стратегија на раководството. Сметате дека би влегли во првата лига да не била таква стратегијата? Јас сум сигурен во тоа и сите добро знаат дека е така. Меѓутоа, контролиран беше успехот на Тетекс. Значи, не требаше повеќе од тоа. А ние го имавме тоа, ние бевме доминантни. Значи, во Тетово, публиката знае, во Тетово, кога ќе дојдеа тие второлигашки екипи, 20-30 минута беше 2-0, 3-0, после тренерот ставаше резервни играчи, нив да ги проба, да им даде шанса. Меѓутоа, тоа беше добро за младите играчи тогаш, затоа што тие што беа талентирани, перспективни, Тетекс беше како некоја одскочна даска за понатаму. Сите тие добри таленти, а Тетово, фала му на Бога, секогаш имало талентирани спортисти, не само фудбалери. Тоа било како одскочна даска, фудбалскиот клуб Љуботен и Тетекс биле за понатамошниот нивни развој, за нивните кариери. Тоа сега на градот му фали, меѓутоа во договорот пред емисијата се договоривме за да го ставиме таа тема. Така, за на крај, да ја анализираме состојбата на спортот тука. Да. Кажете ми, кој ви е надпреварот кој ви останал во сеќавање, некој што ќе го паметите цел живот од вашата кариера во Тетекс баш? Па во Тетекс специфични биле надпреварите прво, значи дерби надпреварите помеѓу Тетекс и Љуботен. Тетово живееше за тие надпревари. Значи, старите тетовци беа повеќе за Љуботен. А додека младите сега, да речем, граѓани на Тетово и селава, обкружението, општината, сепак Тетекс беше пореномиран, меѓутоа Љуботен важеше како градски тим. Бидејќи постар, најстар клуб во Македонија. Да. И тие надпревари предизвикува голем интерес, големо внимание. И имав среќа да ги фатим последните дерби надпревари, да бидем учесник во нив. Тоа се едни од надпреварите што ми оставиле да се сеќавам на нив. А после се изроди ривалство помеѓу Тетекс и Шкендија. И тие беа надпревари со висок набој, со притисок, со преполни трибини. Значи, кога ме прашувате за Тетекс, затоа што после ја нели отидов во другите клубови, сигурно и за тоа ќе поразговараме малку во Македонија. И надпреварите со Шкендија навистина беа стварно дерби надпревари, каде што паштеше, каде што се водеше борба за секоја педа од теренот. Имав за среќа да бидем поуспешен во тие дуели, повеќе да се радувам за разлика од противникот. Каков беше притисокот со самото навивање, преполните стадиони, нели, во тој случај при тоа дерби? Каков е притисокот за да се биде поуспешен? Па видите, значи со годините, со надпреварите доаѓа и до навика на тие, значи пред надпревари, да речем. Припремата пред надпреварот беше, значи порано, како што кажав, за кошарката кој почињав као утакмицава со Тиквеш, нели, не сум спиел цела ноќ. После тоа све легна. Значи со тек на времето, со надпреварите, со искуството што го акумулираш како спортист, како човек, се навикнуваш. И се јакне само до вербата и нема трема толку. Па така, секогаш адреналинот работи. Многу е позитивно да има секој спортист позитивна трема пред надпревар. Меѓутоа, кога почиња надпреварот, све се заборава, борба, тактика, игра, памет и така се добијале надпреварите. Значи мораш да се спремаш. Припремата пред надпреварот е многу битна. Битен фактор. За секој спорт, не само да отидеш да легнеш на време пред надпревар. Да јадеш на време пред надпревар, да се одмориш добро, психолошки да се спремиш. Ја, например, сум решавал крстозбор. Све да си го одвлечеш вниманието, не можеш да мислиш само на надпреварот што ќе биде како тоа нормално, тоа секогаш е присутно. Меѓутоа ти мораш да најдеш
соодветно решение за да се спремиш и психолошки. Физички же е работа на тренерот, тактички е работа на тренерот, меѓутоа психолошки и психолошки да. И тоа е работа на тренерот, меѓутоа самиот играч ако не се спреми, ако не се припремиш, подготвиш за надпревар, нема тука. Голот во 90-та минута, пошто ми поставивте прашање, со Шкендија ми е еден од најдрагите. 90-та минута, 20.000, 15.000 публика на градскиот стадион во Тетово, пенал, тогаш бранеше за нив Муарем Дости, еден од најдобрите голмани што дошле во Тетово. Ми беше како ќибрид, мал. Тргам према топкава, не знам кај ќе шутне. За среќа, шутнав негде, и ја не знам како погодив. И беше радоста огромна. Тоа било и за публиката, верувам. Нашите навивачи немаше, тоа беше после надпреварот вечерта по кафичи, па тоа беше лезет. Си дал гол на Шкендија, дерби си победил. Нема, големо задоволство, големо Така, задоволство. бидејќи најголеми ривали се, нели, најзначајни се головите. Так. Каде заминавте после Тетекс? Каде продолживте својата кариера? После Тетекс, значи, прво престанав да играм кошарка. Морала да го кажам, па после ќе ви одговорим на ова прашање. Значи, не можеше да се издржи тоа темпо паралелно и фудбал и кошарка. Бидејќи веќе професионално започнавте, нели, да се бавите со овие спортови, веќе... Да. Сега, значи, публиката во сабота ме гледа Тетекс, играм фудбал, во недела играм фудбал за љубот. И тоа траеше 6 месеци. Пола година и организмот не издржа. Ми се јавија некои здравствени проблеми, што мораше со оперативен зафат да се решат. И во консултација со докторот во Скопје, ме викна: Ивица, дојди, седни, вака како ја и ти сега, двајца во канцеларија кај него. Викам: многу го сакаш спортот. Па викам: го сакам. А кој спорт поќе го сакаш, ми вика, фудбалот или кошарката, пошто вика родителите твои ми рекоа дека играш и фудбал и кошарка. А викам: што знам за нијанса поќе фудбалот. Па вика: ќе мораш на кошарката да и кажеш фала. Не можеш, вика, нема човек што може да игра два спорта паралелно. Значи тоа ќе ти штети за здравието, нема да успееш толку колку што ако се определиш. Не можете целосно да се посветите на еден. Така. И така кошарката ја оставив, се фокусирав на фудбалот. Сега на прашањето што ми одговоривте каде после Тетекс. После Тетекс имав понуда од фудбалскиот клуб Вардар. Значи Вардар е во Македонија врвот. Немаше дилема. Викам, шанса за афирмација, за секој спортист финансиска... за нешто поголемо. Да. И тогаш со многу превирања, со многу разговори помеѓу управата на фудбалскиот клуб Вардар и Тетекс. Тетекс не сакаше да се откаже од моите услуги, сепак оставив траги, оставив белег на 300 надпревари одиграни за Тетекс, 10 години посветеност, љубов голема, Тетекс во срцето и ден денеска. И така, проблеми околу обештетувањето, околу финансиите, имаше многу превирања, меѓутоа за среќа се реши и тој проблем и ја отидов во Скопски Вардар, каде што настапував скоро 2 години и таму првата година немавме резултати соодветни на нивните амбиции, меѓутоа втората година бевме есенски прваци и после тоа, од кој станавме есенски прваци, после од кој навлеговме во пролетниот дел на табелата, се јавија луѓето од Шкендија со големи амбиции, разговараа со раководството на Вардар и со моја согласност, затоа што тогаш го изгубив статусот на првотимец. Значи не бев стандарден, што мене, мојот карактер спортски не го задоволуваше тоа, да седим на клупа за резерва, да играм по 30 минута, некогаш играш, некогаш не играш. Вашите амбиции биле поголеми од тоа? Да, ја сакав да играм. Тоа ми беше, значи среќата пак, како што кажав пред малку, нема цена.
Јас сум среќен кога играм. Тогаш ме е мојата среќа. Парите не се прва опција. Сега, многу битен фактор, меѓутоа јас тогаш размислував поинаку. Значи, јас сакав да играм, адреналинот да работи, да се радувам на голови, да тагувам на порази, да бидем дел од тие актерите на терена, не да греем клупа со 30 години. Не може, годините ми отидоа мене за клупа за резерва. Така. Да. И после дојдов во Шкендија, тоа зборим за пред 2001, и после за несреќа моја, се деси тоа што се деси, да не ги споменувам тие, нели 2001 ни е на сите добро позната, на нас постарите, се деси тоа што се деси, се раскина договорот, се вратив во Тетекс, пак во Тетекс имав успешна година, една година, после се јавија луѓето од Кавадарци, од Тиквеш, таму одиграв 2 години, од втора лига вревавме во прва бевме есенскиот дел Хид, една еуфорија во градот Кавадарци, имав среќа да бидем дел од таа екипа, кај што носим и ден денеска убави спомени. Од кој клуб до сега каде што сте настапувале, каде ви се најубавите спомени? Па мислам дека Тетекс нема замена. Значи, Тетекс е Тетекс. И најдолго време од твојата кариера сте го прошли таму. Раснев, таму се развивав, таму го градев и не само спортскиот карактер, и карактерот како човек. Во спортот, тој што е во спортот, голема привилегија е тоа што кроз тие тренинзи, тие дружења, тие надпревари, тие подготовки, свесно или несвесно се формираш. Значи, ова е добро, ова што не е добро, го отфрлаш. Значи, се социализираш, се дружиш, се градиш како личност. Спортот многу ми помогнал мене да бидем тоа што сум. Се учат некои животни лекции што се за надвор од теренот. Голема школа. Учиш од еден педагог, учиш од друг, од трет, од четврти. Сум сменил кој знае колку тренери во овие 5-6 екипи што имам настапувано. Значи, го купуваш тоа што е позитивно, тоа што не е добро го отфрлаш, ако си паметен. Така. И така, значи, спортистите, не може да биде спортист и обичен човек исто. Значи, спортистот е нешто посебно. Бидејќи има што да учи. Затоа е спортот многу битен фактор за помладите, за децата. И за тоа ќе поразговараме. Така, пред да разговараме баш и за тие теми, ќе направиме кратка музичка пауза, а потоа ќе продолжим. Тоа беше првиот дел од разговорот со мојот гостин Ивица Јовановски. Разговаравме за досегашните негови успеси. Сега ќе направиме кратка музичка пауза, а потоа ќе разговараме и на неколку интересни теми. Останете со нашата програма за да видите за што станува збор. Ovoj pad ko nekoj svoj se predavam na drog da me vodi to. Vajka odam na sumnjas kako planina diva i osamljena. Nema lagane iskažena, samo da me prizna. Se plašam od svetog što je surov ljudi zol, a sakam da letam visoko vo nebo, to se plašam od luke koji gazat pred sebe, bez ljubav, bez dobe. Štom go slušnam srce to, se gledam koja su i su pohrabra. No
gazat pred sebe, bez ljubav, bez doblest. Се враќаме во студиото за да го продолжиме разговорот, а како што и претходно најавив, следуваат многу интересни теми. Верувам дека ова ќе биде едно најинтересното за гледачите, приказната за тоа како се формирале војводи. Војводи се формира спонтано. Значи, ние пред да играм ја фудбал, како млад, како тинејџер, моето друштво секогаш ги посетуваше надпреварите на Тетекс. Значи, ја ви реков, Тетекс беше многу реномиран клуб во Југославија. Немаше љубител на фудбал во Југославија да не знае за Тетекс Тетово. Значи, имаше секогаш стадионите беа полни, секогаш имаше испод 5000 публика, немаше шансе надпревар да се одигра Тетекс, да игра дома со Раднички Крагујевац, или со Борат Чачак, или со ОФК Београд, да не ги споменувам, да не ги редам Слобода Тито Ужице, а да нема 5-6 илјади публика. Тоа беа времења, значи, баш она фудбалско време, спортско време. И ние секој надпревар со другарите идевме и гледавме, бевме редовни посетители на тие надпревари и тогаш во мода почнаа да се формираат навивачки групи. И нормално, како тинејџери, ние сакавме да го испратиме тој тренд. Например, се формира тогаш Торцидат, Хајдук, Делие, Црвена звезда, Гробари, Партизан, Комити, Вардар, Чкембари, Битола, Пелистер и така натаму. И сега ние, ајде, а се погоди Петковден. Славата моја куќна. На Петковден дојдени другариве, свите, ќе ги спомнам и нив, Сутлијач, кумот на Војводи, Комарец, Петко, Мисир, Миле кумот, голем звездаш и текстилџија. И доаѓа на Слава кај мене, пред утакмицава се игра рецимо у 4, они доаѓа кај мене у 1 сат. И нормално, деца мало ќе пивнеш едно друго и влагаш у филм. И ајде, како, што, од тука со знамења пред надпревар по улица на стадион. Тетекс, будуќност, Печ. Будуќност Печ од Косово. Тогаш играше у втора лига. И ајде, како, што нормално таму имавме групи низ градов што исто беа навивачи на Тетекс, што секој ден се собиравме позади голот. И како, што, ајде, ја дадов предлог, ајде, као шарпланинци да се викамо, ми го отфрлија, ајде, предлози, друго, Сутлијаш вика, а со Вардар тогаш навивачиве не се миришавмо многу. И ајде, они комити, ајде, ние Војводи. Повисоко од комитиве, Војводи биле као. И ајде, Војводи, и туе почна таа приказна со невачката група Војводи. Значи, Петковден, пред не знам тачно, не можем колку години да кажам прецизно колку постоја таа навијачка група, меѓутоа датира почетокот на Војводи од славата Петковден за среќа кај мене и надпреварот со Тетекс будуќност. Ова е навистина интересна приказна. А сега и наредната интересна приказна поврзана со вашата љубов према Звезда, нели вие сте голем навивач на тој клуб и ви се случиле многу интересни работи поврзани баш со вашиот син. Ајде малку и за ова. Па видите, сега, Црвена звезда е многу важен во мојот живот. Значи, клуб, значи, не знам, еве, мала блокажа сега имам, значи, кој се работи за Звезда. Кај мене работи некоја посебна емоција. Значи, страст. Значи, Звезда е дел од мојот живот. Значи, од Звезда многу работи мене ми зависат. Значи, ми зависи прво и основно како ќе ми иде денот. Расположението, успесите на Црвена звезда се положени директно во мене.
Значи, многу важен фактор во мојот живот е Звезда. А таа љубов и на вашиот син сте му е пренеле? Он сагал не иđел, ме гледа мене како се понашам према нели кој гледам над превари и го има попримено од мене. Значи, ова е сега што го гледаат гледачите. Тоа е вашиот син? Да, ова е Марко и ја во салата Пионир во Београд, каде што добивме покана од клубот. Ќе ви кажам сега на почеток, пошто режисерот го пушти овој детал на телевизија. Да го објасниме што да ви го објасним случува. зошто. Баш сега иде тоа. Значи, како голем звездаш, ја одлучив по предлог на Тамница, на директорот на Јаболчиња, ајде Ике, вика, дај го син ти да некоја песма да му направам. И песма си. Па еве вика Дарко Обадиш ми е добар пријател, голем звездаш. Еве вика нека ти напише песма за Звезда и ќе викам мајката, па тоа ти е супер идеја, викам. Знаеш, кој се спомиња Звезда е одма. И Дарко Обадиш напиша песма. И еве Марко ја испеа на фестивалот Јаболчиња и тоа толку доби димензија, некоја рефлексија во Србија, каде што по сите сајтови, значи по сите весници, спортски журнал, Курир, не знам таму, а за сајтове, Спортал, Спортске нет, значи Сите спортски дознаат за журнал, неговата свите, РТС, B92. Песма толку доби публицитет во Србија што дошло до луѓето од фудбалскиот клуб Црвена Звезда. Ми се јавува мене Марко Николовски, генерален секретар на Црвена Звезда. Ја не можев да верувам. Прво мислев дека некој се шегува со мене. Вика дали е тоа отац Марка Јовановско кој отпевал песму од Црвена Звезда. Викам да. Вика јас сум вика тој и тој, директорот на Звезда, да ви се захвалим за све она што сте го дале за нашиот клуб. А ја му викам фала што се јавивте. Вика не треба вика ти нама да захвалјуваш. Сега малку српски цитирам. Вика сакамо вика ти и твојот син да дојдете да ни видите гости во Београд. Ја не чекав значи да пројде ни една неделја, за 3 дена играат Звезда Макаби у Београд, Евролига, кошарка. Вика прво ќе дојдеш вика на Маракана да ни видиш гостин, а после вика вечерта, ако ти е толку желба да гледаш вика, имаш вика на VIP специјално место за тебе и за твојот син, и вика ќе син ти спремај го да ни испеат на песма на центар у Пионир, у сала. Како се снајде Марко пред толкава публика? Па сега, тоа беше посебен ден за мене и за него, веројатно ќе ни остане ова секогаш во нашите сеќавања, значи тој ден никогаш нема да го заборавам. Едноставно тоа беше нешто што со зборови не може да се опише. Отидовме во Београд, не пречекаа таму на Маракана, на стадионот на Црвена Звезда, баш фудбалерите имаа тогаш тренинг, го видоа Марко сите, знае за кое дете се работи, го прашуваа фудбалерите како се вика, за кого навија, нормално одговорот се знае кој беше и како. Се сликавме со сите фудбалери, добивме автограми од сите, пречекот беше навистина срдечен, значи тоа што ми се деси мене, како навивач страствен на Звезда, го посакувам на секој искрен навивач што навива за било која екипа. Значи не можеме сите да навиваме за Звезда. Некој навива за Партизан, некој за Ливерпул, за Барселона, за Манчестер. Но сепак тоа е стварување на сон, нели? Ај мене е Звезда и гледај Господ кој сака ти го дава, значи како награда на тоа на мојата страст, ми го приреди ова и тоа никогаш нема да го заборавам. Значи бевме на Маракана, бевме феноменално пречекани од фудбалскиот клуб Црвена Звезда. После имавме специјална покана од господинот Чович да бидеме дел и од тој спектакл како една евролигашка утакмица помеѓу Црвена Звезда и Макаби. На полувремето пред 7-8 илјади публика, јас со Марко бев представен, значи
такви аплаузи, такви овации доби Марко, што не знаев ја дали идем или лебдим. Значи, тоа беше чувство феноменално. Прекрасно Го чувство. праша водителот што зборуваше на микрофон, од кај доаѓа, како се вика, му вика дали ќе пееш сега Марко? Да, ќе пеем, му рече. Испеа една навивачка група што беше пропратена од целото гледалиште, истата таа песма ја пее сите, 8000 заедно. Значи, посебен момент што на вистина ќе ми остане секогаш додека сум жив, тој момент ќе го памтим како еден од најсреќните и најрадосните моменти во мојот живот. Навистина прекрасен момент. Сега малку и за состојбата на спортот. Зборувавме за златните денови во тетовскиот спорт, и во кошарката, и во фудбалот, нели? Сега тоа не е случај сега, нели? Што се случува моментално со спортот во Тетово? Па видите сега, ова прашање е малку специфично и тешко за ујаснување. Значи, Тетекс, фудбалскиот клуб Тетекс, е во многу тешка ситуација. Значи, тешка ситуација од аспект што едноставно клубот не е повеќе на градот Тетово. Не е наш. Мене, како Ике Јовановски, пред 2 години да не речем, ми изгаснаа чувствата, ми изгаснаа емоциите. А јас сум таков човек, таков спортист. Значи, све врз база на емоции. Ако нема емоции, ако нема задоволство, не гледам ја тука перспектива и место во тој клуб. Значи, Тетекс, љубителите на фудбалот во градот Тетово знаат за што зборувам. Тетекс е сега клуб кај што играат деца од Скопје, деца од сите градови, само не тетовчани. Значи, наши деца има, не знам, Тошевски, не знам дали има некој Тошевски, е од Ратаe, значи тој настапува за Тетекс и не верувам дека има некој друго дете. Земене од раководство што не го интересира многу успехот на Тетекс и не го интересира Тетекс каде ќе игра. Дали ќе игра во Тетово или тоа не му е него важно. Значи, човекот не е крив. Начека ситуација кај што, ќе бидам искрен, нема од што да се плашим, нема на кого да му давам очет. Значи, не може еден клуб со такво реноме, еден клуб 53-та година формиран, да заврши на вака неславен начин. Не завршил, се уште Тетекс постои. Меѓутоа, функционирањето на Тетекс, функционирањето на младинските школи е на многу мало, ниско ниво. Значи, пак ќе кажам, сега на Тетекс не му е приоритет спортскиот успех. Политиката е сосема поинаква. Сега, у Тетекс, моментално, задоволни се само тројца луѓе и никој друг, а градот е тотално разочаран. Значи, од се она што се случува. Не можем децидно да говорам на таа тема, зашто ќе ми треба многу простор. Мој предлог е, вас како водител и како телевизиска куќа, да направите една специјална емисија за фудбалскиот клуб Тетекс конкретно, да повикате во емисијава, секако доколку има интерес кај вас, да повикате луѓе што биле во последните 20 години врзани за тој клуб, па да се отвори на маса, да се отвори све. Тоа е навистина добра идеја и сметам дека и за гледачите ќе биде би била многу интересна. Така, бидејќи сите се запознаени со ситуацијата со Тетекс, нели, а верувам дека нема човек во градот што не навива, нели, за Тетекс, што не се пренела таа љубов на него и од нашите родители. Затоа ќе ми извините што не можем све сега ја да кажем за целата таа проблематика што го мучи градот, а Тетекс е љубимец на градот Тетово. Мој предлог е да направите една специјална емисија за таа болна тема. На вистина,
навивачите, војводите, обичните љубители на фудбалот се длабоко разочарани од се она што се случува во последните неколку години со фудбалскиот клуб Тетекс. Тоа е во сферата на фудбалот, а што се случува и во останатите спортови? Па видите, ја ви кажувам, значи идем, еве, ќе земам децата, некогаш идем да погледам кошарка, некогаш и одбојка, гледам дека све испод нивото што едно време на почетокот на разговорот го кажував. Така. Го фалев тоа беа времења кај што беа преполна салата у Маршал Тито, Гоце Делчев сегашен. Тоа бе одбојка. Тоа немаше место кај да се влезе. Се гледаше врхунски спорт. Се гледаше еден Ципа, Ѓорчевски, еден Мирчевски, врвни одбојкари кај што имаат настапувано за Барселона, за не знам кој. Се гледаше кошарка, еден Кузе Михајловски, еден Тони Михајловски, Виктор Тофиловски, Вапски. Значи имаше врвни спортисти. Имаше во спортот беше многу на по-професионално ниво. Но имало и публика. Сега е еден од поголемите проблеми тоа што и нема публика, Па сега тоа ми беше зборот. Нема доволна мотивација кај спортистите, нели, кога играат во празна сала. Тоа ми беше зборот, ќе го земем син ми, ќерка ми, преку 10 души. Нема ни 10 души на, значи фамилијата или другари на тие играчи, нема еуфорија, нема тензија на спортска, паднате квалитетот. Како заслуга на сето тоа, јас мислам дека е број 1 финансијата. Значи нема пари, нема предпријатија како порано што ќе инвестираат, што ќе бидат спонзори, све помалку спонзори. Зборим за Тетово, за другите градови не навлагам. Пак таму нешто мрда. Овдека, за нас поготово сега, да не се свати погрешно муаветот, за нас македонците, се помали се перспективите во спортот. Значи Шкендија е многу професионален клуб. Шкендија функционира феноменално. Имаат јак спонзор, имаат јака младинска школа, имаат платени тренери, што добиваат плата доста солидна за наши услови. Ренова исто, може помалку професионално од Шкендија. Меѓутоа, двата клуба се во прва лига, двата клуба се добро организирани, добро платени. Кај нас, еве, например, во Шкендија, пошто сме на темата, младите, пионирска школа, кадетска школа, младинска школа, не се плаќа чланарина. Они носат деца од секаде. И од тој квантитет, они прават квалитет. Значи, по-добрите деца остануваат. По-малку добрите, ако нема каде, ќе дојде у Тетекс. Меѓутоа таму ги чека чланарина од 600 денари. А не може поинаку. Нема пари од каде. Тренерите мора да си зема плата. Тренерите уопште не се криви. Совлекувалните се во тешка ситуација. Љуботен совлекувалните сега пред некој месец гледам нешто, чепка е као работеја, ги освежија. Тоа е катастрофа, да дојдете да снимате, тоа е жална слика. Дали сте оптимист дека нешто ќе се смени? Дека ќе се подобри? За жал не. За жал не. Како што стојат работите, многу тежок период е пред нас. Тоа што прошло, меѓутоа, ја мислим дека полека све иде на тоа да се сгаснат овие два клуба. И Љуботен, и Тетекс. Од кои причини е така, не знам, меѓутоа, мора подхитно да се најде решение тоа, ако може да се фати она сламката, иначе готово, тоне, Титаник. Рековте дека ни престојува тежок период, но сепак има млади спортисти, млади таленти. Што би им препорачале на нив, еве, за крај? Овие зборови сега песимистички мои, они не треба да ги сватат како препрека за нивните амбиции. Значи, секој треба да си ја побара среќата. Значи, апел до родителите што имаат мали деца. Дајте ги во спортот. Нека тренираат, нека трчаат, нека ја трошат енергијата. Ако не станат спортисти, барем ќе станат луѓе. Значи, знаете ли колку е важно за едно дете да е насочено правилно. Во овие мутни, тешки времења кај што има многу, знаете, погрешни, се дешаваат
ситуации кај што навистина родителот со право е загрижен за перспективата на своето дете. Меѓутоа нема родител што погрешил, што го дал детето во спорт. Значи ќе биде пред се формира како фигура, како карактер. И физички, психички. Апсолутно, се растеретува од обврските англиски јазик, германски јазик, школо, задачи, све тоа ваму ќе го растовари од себе. Детето ќе биде среќно, нека тренираат, нека работат, нека бидат среќни. И потоа, зависно од неговите амбиции, може би нели ќе успее. Секој со своја среќа, меѓутоа пак тешка е перспективата на нашите деца во оваа средина. Без еден клуб, тетекс или љуботен, тешко е, зборим за фудбал, тешко е да нема одскочна даска, како што сме имале ние. Така. Така. Меѓутоа тоа има други клубови, можеби ако детето е перспективно, ќе го забележи некој, па на време ќе си го земе и така ќе си ја побара среќата за понатаму во животот. Со напорна работа, може би... Секој со свој късмет, со така. своја среќа. Ви благодарам многу на денешниот разговор. Останаа уште многу теми, но толку е нели времето. Се надевам дека повторно ќе ми гостувате. Повторно ќе разговараме за овие златни денови во тетовскиот спорт, бидејќи убаво е барем да се потсетиме на тоа што било, нели? Секако. Ви благодарам и на вас на поканата, за спортот може да се збори уште многу Посебно за спортот во Тетово. така. Баш така. Тоа беше денешниот разговор. Со Ивица Јовановски разговаравме за неговите успеси, за успесите на градот Тетово во областа на спортот, како и за моменталната ситуација. Сега неколку песни па да се одјавиме. Укради ноќ во твоето срце еден краток стих и наречи го по мене. Собери неколку солзи да не видат ти дека тажна си и нека не знае никој колку ме боли тоа име, кажано од туѓи усни, Марија. Укради ноќва од срце еден краток стих и наречи го по мене. Собери неколку солзи да не видат ти дека тажна си и дека не знае никој колку боли тоа име Марија. Сонувај убави сништа и сокри ги само за мене. Знае секој што бар само една санка, колку тешко боли една жена, колку пусто е без неја, колку многу тежи ноќта, колку долго трае денот, колку сакам да си тука некаде, ме удира во гради како еко, едно име кое мене ми е се, и како светилник што стои, загледам во пусто море, стојам тивко и те чекам, Марија. Укради ноќва од срце еден краток стих и наречи го по мене. Собери
Стигнавме до крајот на денешното издание на емисијата Утринско будење. Ви благодарам на вниманието, останете со нашата програма и имајте пријатен ден.